И општина Зрновци со низа мерки за превентива од коронавирусот на локалното население. Градоначалникот со апел жителите да останат дома, да не се групираат и да излегуваат од дома само ако имаат неопходна потреба, како и да нема задржување во маркетите. Да држат растојание и секако одржување хигиена. Комуналното предпријатие Водна кула започна дезинфекција од растворен хлор на најфреквентните улици, плоштадот, пазарчето и останатите збирни локации во општината. Досега дезинфекција извршена на училиштата, градинката и општинските простории. Утринава извршена дезинфекција на паркот и плоштадот во Зрновци и при тоа се опфатени детските реквизити, клупите, патеките и настрешниците. Станков апелира истите да не ги користат, особено да ги спречат дечињата од присуство во паркот и плоштадот. Комуналното јавно предпријатие Водна кула ќе настапи уште поинтензивно и помасовно со дезинфекцијата на улиците и останатите јавни површини. За доследно почитување на препораките од страна на Министерството за здравство, општината Зрновци формираше кризен штаб кој континуирано ќе следи состојбата на потенцијалната опасност од ширење на коронавирусот и навремено ќе информира, ќе споделува информации со надлежните институции, а со тоа и жителите на општината да бидат во тек со сите мерки и активности кои кризниот штаб ќе ги преземе на територијата на цела општина. Наскоро ќе бидат формирани и мобилни тимови на располагање на стари изнемоштени лица од социјален ризик за набавка на лекови и набавка на намирници. Од оваа општина информираат дека секој може да поднесе анонимна онлайн пријава за лица кои не ги почитуваат мерките за самоизолација. Сите овие мерки се во насока на превенција од ширење на коронавирусот, а во согласност со препораките на Министерството за здравство. И општина Чешиново Облешево согласно препораките на владата спроведе дезинфекција на сите улици и јавни површини на територијата на општината. Редовна е примената на мерките од страна на локалните институции со цел да се спречи внесувањето и ширењето на коронавирусот. И од оваа општина упатија апел до жителите да ги следат препораките, да постапуваат одговорно кон своето и здравјето на другите и да ги почитуваат мерките и препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Пред 2 дена беше донесена и одлука за затворање на сточниот и зелениот пазар во село Облешево и истиот нема да работи се додека не се донесе одлука дека не постои опасност од ширење на болеста. Ова е резултат на превентивните мерки издадени од владата и Министерството за здравство со цел да има помала фреквенција на лица да се спречи ширењето на коронавирусот.